Владата на Република Македонија изминатиот период направи многу за децата без родители и родителска грижа. Реализиравме огромен број на проекти со кои што директно го подобривме нивниот живот. Досега околу 176 социјални станови се дадени на користење на децата без родители и родителска грижа. Годишно во просек околу 200 деца ја користат финансиската поддршка месечно во износ од 24.000 денари за редовни додипломски и постдипломски студии. Исто така во голема мера им помага и зголемената еднократна помош при полнење на 18 години, која што сега изнесува околу 3.000 евра, како и програмата D10 за вработување на овие деца, преку која што досега се вработија 143 деца без родители и родителска грижа. Во исто време даваме максимален напор за да го подобриме работењето на институциите, да воспоставиме соработка со сите оние кои што згрижуваат деца без родители и родителска грижа. Тука би истакнал и целосната финансиска поддршка на згрижувачките семејства во СОС детското село, како и зголемувањето на надоместокот за згрижувачки семејства во износ од 50%. Грижата за децата без родители и родителска грижа мора и во иднина да продолжи. Проектите мора да продолжат да се реализираат и овие деца не смеат да бидат оставени на маргините на нашето општество како во минатото. Во оваа прилика сакам да истакнам дека денес се распиша новиот јавен повик за вработување на 30 деца без родители и родителска грижа, односно лица кои што имале ваков статус до 18 години во Министерството за труд и социјална политика преку програмата D10. Со овој чекор ја продолжуваме оваа програма која што започнавме да ја реализираме пред околу 4 години. За оваа година и за следната имаме обезбедено околу 2 милиони денари за реализација на овие 30 вработувања, со што вкупно после завршувањето на овој оглас вкупно ќе бидат вработени 173 лица кои што имале статус деца без родители и родителска грижа до 18 годишна возраст во јавната и државната администрација, првично преку Министерството за труд и социјална политика. Во Министерството за труд и социјална политика ќе поминат квалитетна обука, исто така ќе се стекнат со работно искуство, а потоа дел од нив, околу 2/3 ќе бидат преземени во останатите институции, додека пак останатите ќе останат да работат во нашето министерство, за кои што и секогаш им се отворени вратите за овие категории на граѓани. Понатаму ќе продолжи грижата за децата без родители и родителска грижа и реализацијата на проектите кои што во голема мера го подобруваат нивниот живот.